спортот не само што не обединува на пријателство, не обединува на хуманитарни цели, како што е нашата таа повеќе годишна хуманитарна мисија. И затоа повикувам, давам апел до сите кои што имаат, кои што можат да си дозволат, да донираат таму каде што е најпотребно и да им помогнат на тие кои што немаат. Секој гол е чекор поблиску за оние на кои најмногу им треба. И ти можеш да бидеш дел од тимот кој што одлучи на овој начин да помага за оние на кои најмногу им треба. Овој терен е крстен по овој човек, односно по мојот татко, Златко Божинов, каде што он својата кариера спортска ја има помината во скопските клубови, каде што и он бил тренер на децата кои што живеат во населото Мичурин, и затоа благодарност до општината ова теренче е крстено Мичурин, односно меморијален терен Златко Божинов. Овој турнир што го правиме ми од особена чест, каде што оваа мајца ми е еден символ на мојата душа, каде што го прикажува мојот татко, односно Златко Божинов, каде што секогаш ќе бидам горд на него. Он ме научи во животот уште од рана возраст многу да сум добар како човек. Каде што ми е од особена гордост и чест, каде што секогаш ќе си го носам во моето срце и ќе си го сакам, каде што он уште од рана возраст ме научи кодекси на однесување, на облекување, каде што те ќе ги памтам цел живот, ќе бидам горд и на сите луѓе кои што се околу мене, како Лука, мајка ми, брат ми, баба ми, дедо ми, моите братовчеди и роднини. Секогаш ќе си го сакам и ќе си го почитувам. За жал го изгубивме, па да кажеме, преку ноќот. Почина преку ноќ, но неговата трага никош нема да биде избришана. Секогаш ќе си го сакаме, односно вистинските секогаш ќе го сакат. Тука ова не застанува, од ова име ќе изградиме синоним за турнир во Скопје, па и пошироко. Секоја година ќе се одржува во чест на мојот татко, каде што пред се има хуманитарна позадина и спортски, фудбалски настан, каде што децата ги учиме да рекреираат на здрав живот. Златко Божинов има и играно во Вадар, Металург, каде што има, каде што му беше тренер врвниот Кочо Димитровски. Има играно и во ФК Скопје и во тие клубови. Само моја беше Вадар, има многу. Денеска се наоѓаме на местото каде што веќе пета година поред се организира турнир во мал фудбал, во која што целта е да се помогне на тие кои што им е најпотребно. Значи, турнирот има хуманитарна цел и секоја година им се помага на луѓето кои што имаат потреба. Спортот е еден од најбитните работи во развојот на децата, па затоа токму ние го одбравме
овој тип на активности да се организираат преку лето, затоа што можеме да им помогнеме и на другите, а и да го развиеме спортот во општеството. Со ова се покажува дека и од најмалите години децата може да почнат да бидат активни во општеството и да помогнат да се решат некои општествени проблеми. До, поведеш. 160 на квадрат. Овој турнир започна на моја идеја. Имавме ФК Мичурин клуб, фудбалски клуб малски со на мои 9 години, каде што тука на постарото малци игралиште започнавме да тренираме секој сабајле и од таму ни се роди идеја да направиме турнир Мичурин. Тој турнир започна во 2021 година, каде што се собравме од сите мала, игра турнир за пехари, медали и така почна оваа приказна и еве стигнавме до овој јубилеен 5-ти меморијален турнир Златко Божинов Божо. Именување на турнирот тргна преку мојот другар, брат Дони Божинов, кој што ми рече дали можеме праша овој турнир да го именуваме по мојот татко Златко Божинов Божо. И јас без размислување му реков дека може, бидејќи Златко Божинов ми беше прво на мене тренер, ама он ме сакаше како негов син, бидејќи нашите родители се знаат како јас и Дони од мали нозе. Ово игралиште немаш на ова место сега каде што сме, е создадено од нашите родители на иницијатива на Златко Божинов Божо и поради тоа е именувано по него спортското игралиште. Нашите родители се собрале тука пред многу години, одлучиле да направат терен, тука било ова све прашина, и одлучиле да направат терен кај што секој си има свој дел каде што треба да си го ископа. Потоа избетонирале и овде настанало игралиште каде што многу генерации прошле и растеле како што растеме ние тука и како што ќе тера турниров на ова спортско игралиште во негова чест. И секоја година веруваме дека ќе расте овој турнир. Овој турнир има многу голема хуманитарна цел. Секоја година, 5 години поред донации. Прошлата година дониравме за починатата Сара Пројковска во несреќата во Кочани, во дискотеката. На незиното семејство дониравме 26.000 денари. Оваа година донираме за девојчето Елеонора, која што треба да префрлува матични клетки во Турција. Позади противникот. Ај стегови, кој таму? И со секој купен производ, со секоја купена маичка, привезок, сокче, кафе, пуканки и со помош на поддржувачите, да не ги забараеме нив. И мислам дека ова ќе биде, што ви се рекло нашиот слоган што е оваа година, спомен што ќе трае за секогаш. Порака да сите ви испратил да се ги ценат луѓето и убавите моменти, да внимаваат на самиот тонус према сите луѓе, како се
однесуваат, бидејќи некогаш може да е проблемот и во ивтус и во нас, каде што треба да се сакаме и да се почитуваме како луѓе. Треба кога ќе имаш повеќе, треба тоа повеќе да го поделиш со тој што нема и да му помогнеш. Пред се оставам порака, сите за еден за сите. Ги повикувам сите млади да почнат да се бават со спорт и да дојдат да ја поддржат тоа наша иницијатива и да почнат и со нивни некои проекти кои што може да помогнат во решавање на одредени општествени проблеми. Уживајте во секој момент од животот, дружете се, бидејќи животот има многу падови, успеси и секогаш мотивирајте се со добрите работи во животот.